Здраво и добре дојдовте во првата урбана градина во Делчево. Во моментот се наоѓаме во основното училиште Ванчо Прке. Тоа е едно од двете основни училишта во градот и првото во кое што ја создадовме оваа урбана градина и среќна сум што можам да ви посакам добре дојдете затоа што вие сте првите гости од кога го завршивме проектот и кои што можеме вака јавно да си ја промовираме градината. Сега кога размислувам од овој аспект, целта е многу поширока од онаа која што ја поставивме на самиот почеток кога започнавме со реализацијата на проектот. Ова ни беше една идеја која што како организација многу долго време ја имавме во глава. Меѓутоа, ете, не стигна некако ред да можеме да ја пренесеме на хартија и како идеја да ја аплицираме и некој да ја препозна од страна на донаторите. И искрено да ви кажам, имавме доста обиди пред да го добиеме проектот, меѓутоа ете за среќа мрежата за рурален развој на Македонија ја препозна идејата и реши да го финансира овој проект, така што целта е да направиме едно урбано катче, нешто што го нема до сега во градот. Сепак го сметаме Делчево како нека урбана средина. И тоа да го направиме во училиште за да може понатаму проектот да има одржливост, да им остане на дечињата, на учениците и практичната настава по природни науки да ја изведуваат токму тука. Тоа беше едната цел на самиот проект, а другата е да се навратиме на она што нели како начин на производство на храна го правеле нашите баби и дедовци. Сега знаеме дека е многу полесно да се оди на пазар и да се купува се, меѓутоа живееме во средина во која што ни нуди можности да можеме и сами да си произведуваме храна. Иако Делчево можам слободно да кажам дека ако не секоја, барем секоја втора куќа во градот си има некоја си градина дома, меѓутоа знаете новите генерации многу потешко ги примаат тие работи од претходно, така што идејата ни е токму тоа да им побудиме интереси на помладите и доколку немаат можноста да го прават дома, барем да го прават тука во градината, во училиштето. Што може и во било каква градина, и во домашни услови, може исто и тука, со тоа што тука малку начинот на садење ќе биде поинаков, затоа што тука, како што може да забележите, имаме пермакултура, ќе се сади со пермакултура, направени се високи сакси, односно високи леи, меѓутоа садењето исто со тоа што идејата е тоа да биде што и да се засади, да биде органско, да биде непрскано, да биде здраво. Во однос на конкретните култури што би се саделе, тоа го оставивме нели на самото училиште да си одлучат и тие заедно со нивните наставници и со раководството на училиштето што е она што можеби најмногу им е потребно и после да можат да си го користат. Ние им дадовме и идеи дека можат да прават некакви саеми на здрава храна, да го промовираат училиштето од некој друг аспект, да промовираат и пред другите училишта и пред другите ученици на кој начин тие садат тука. Значи главната идеја да се промовира пред се здрава храна. И јас тоа неколку пати и досега го кажав кога го презентиравме проектот дека без разлика што градината е стационирана тука во училиште, слободно можат сите ученици од сите други училишта да дојдат тука, да одржат некој практичен час, исто така во природа да дадат некоја идеја за садење, после ако сакаат да си ги користат и производите. Тоа е начин на садење кој што, ете да кажам, најпросто е во синергија со природата. Тоа не е нешто што е непознато на нашите простори, затоа што ако ги запрашаме и нашите баби и дедовци, тие саделе на овој начин. Еве јас лично баба ми кога сум ја гледала пред 20 на години како сади, да кажеме, пченка, па поврзано со пченката тука сади граф, во долниот дел често можеме да видиме и тикви, значи целиот тој таков систем кој што е всушност пермакултура, разновидни култури така. На едно место кои што возможуваат штитење и од штетниците и некако се поврзани нели заедно со тоа што овој начин тука е малку нели поинаков. Решивме да
за да е позаштитена самата градина и самите култури, тоа да бидат во вакви висечки нели во висечки леи или висечки сакси. Можеме да ви кажам со што се нели саксиите, како ги наполнивме тие слоеви. Значи на почетокот ставивме картон кој што го потопивме со вода за да може да почне да се распаѓа и да штити од никнување нели на плевел. Ставени се суви гранки и суви лисија кои што ги собравме тука од училишниот двор на училиштето и потоа исто така е ставен и хумус и органско ѓубро за да може целиот тој процес на разградување да започне и на крај како што може да се забележи на самите сакси ставивме слама. Таа слама знаете има двојно дејство. Прво штити од создавање на плевела, потоа и ја чува земјата, ја штити, да кажам, од сушење, од сонцето и ја одржува влагата во самата земја. И уште да напоменам, и потоа нели садењето се оди класично како и на било каква друга леја, дали ќе биде висечка, дали ќе биде на земи, се едно. И само да кажам дека исто така обезбедивме и компостер, така што целиот тој биоотпад кој што ќе го произведува тука во училиштето може да го ставаат таму и потоа како ѓубриво да си го користат токму за леите. Компостерот е ставен во рамки на самата градина. Учениците ќе се научат и на тимска работа, заеднички тимски да работат во практична настава, па така да им доловиме на учениците не само теорија, туку тоа теоријата да ја применат како практична настава, се со цел за да се зачува животната средина и за да се долови, да им се доближи екологијата и да им се воведе како еколошки часови кои што ќе бидат влезени во наставниот план и програма. Па има голем број на значајни придобивки каде што практичното учење ќе биде заменето со настава надвор од училницата, каде што знаењето ќе биде претворено во искуство, посебно по тие предмети од природните науки, каде што ќе бидат вклучени ученици од оделенска и од предметна настава. Сепак тука, во овој проект, исто така е значаен придобивката или да речем компонентата во која ќе се развива свест, одговорност за трајност и одржливост на она семе кој ќе се произведе за постојано одржување во иднина. Секако дека е многу значаен и значајна придобивка и создавањето на здрави навики, каде што директниот контакт со семињата кои што ќе се одгледуваат, тие ќе создаваат една самосвест за негово постојано одржување. Важно и за сите оние кои што се надвор од нашата средина, убаво е да го гледаат и да го следат това како пример, да го применат. Значи ова не е нешто, ние не сме измислили апсолутно топла вода, слободно ова идеја која што навистина ќе ни биде мило доколку и во некој друг град се имплементира. И сега морам да кажам дека кога ја креиравме градината, дека и луѓе кои што не се од тука, не се од нашата локална средина, ја препозна идејата како таква и се вклучија волонтерски. Имавме волонтери кои што беа во тој момент на размени тука во Делчево. Имавме волонтери од Бразил, од Турција, од Германија, кои што, па дури и волонтерката од Мировен корпус ја препозна идејата и дојде тука да се вклучи, волонтерски се вклучи и колку што може нели помогна во креирањето на самата градина. И кога странците кои што ги имаат на секој чекор овие работи кај ни вакви урбани градини во големи средини, тогаш значи дека навистина ова нешто што ни е потребно во нашите мали средини. Јас собирав лисија за градината и на пролет со наставничката ќе садиме зеленчук.